По вчерашниот молк, исламската верска заедница се огласи околу случувањата во Кичевско Лисичани. Жителите на ова село обвинуваат дека локалната џамија Абди Байрактар се злоупотребува во политички цели, односно за албанизирање на мнозинското турско население. Од ИВЗ ги демантираат тврдењата на жителите на Лисичани, велејќи дека населението таму е еднонационално и еднојазично, а џамискиот одбор и верскиот службеник се од нивната средина. Во врска со изјавата дека преку џамијата се албанизира населението, тврдиме дека тоа е потполна дезинформација, бидејќи тоа население е еднонационално и еднојазично, а џамискиот одбор и верскиот службеник се од нивната средина. Следствено, ИВЗ не гледа така наречен инцидент во тоа население. ИВЗ реагира и на изјавата на Рушит Миртовски, кој пред камерата на Алфа кажа дека е новоизбран председател на џамискиот одбор, а дека се сочува со проблеми бидејќи старото раководство не сака мирно да ги предаде клучевите од џамијата. Според нив тој е нелегитимен, а неговите изјави ширеле омраза и нетрпеливост, за кој може се одговара кривично. Што се однесува на изјавата на Рушит Миртовски дека е избран за председател на џамиски одбор, тој од ИВЗ е нелегитимен, а неговите изјави шират омраза и нетрпеливост за кој може кривично да се одговара пред законот на Република Македонија. Во врска пак со така наречениот имам Седан Даутовски, кој што изјави дека е избран за имам, ја информираме јавноста дека тој за ИВЗ е нелегитимен бидејќи не е избран и поставен од страна на ИВЗ. Пред 2 дена населението од Лисичани, село кој има околу 1500 жители, од кои над 95% се турци, протестира пред џамијата за која велат дека е затворена и дека верниците верските обреди мораат да ги вршат низ околните села. Од ИВЗ реагираат дека ова е дезинформација бидејќи џамијата била отворена од раната па се до последната молитва.